Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски на крајот од оваа работна седмица, каде што ќе разговараме за нешто кое што се надевам дека вие ќе го разберете, бидејќи еве јас можам да кажам не ве разбирам. Со оглед на тоа дека ќе разговараме за тоа дали специјалната јавна обвинителка, односно специјалното јавно обвинителство е политичко, односно не е политичко, или пак е политичко, тоа ќе одредиме од разговорите со вас на 0260 91 924 или 925. Темата долу веќе може и да се испише од изјавата на јавниот обвинител Марко Зврлевски, кој што рече тоа е политичко обвинителство, или пак не е, или пак е нашиот коментар долу во заграда. Ајде да одиме со она што го има изјавено јавниот обвинител Марко Зврлевски во текот на денот во средата, на 14 октомври, и она што тој го изјави по вчерашното гостување во емисијата Топ тема на Телма телевизија на 15 октомври. Ние не сме политичка институција и нас политичките договори не ни интересираат. Ние постапуваме согласно законот. Ако некој донесе политичка одлука да формира политичко обвинителство, јас се гордам што ние не сме политичко обвинителство, а политичкото обвинителство нека си постапува согласно политиката. Специјалното обвинителство значи е политичко обвинителство за вас? Па ако вие имате политички договор за некоја личност спротивно на сите правила и носење на закон спротивно на сите правила и барање на избор спротивно на сите законски правила во републиката, тогаш сметам дека тоа е политичко обвинителство. Реков дека тоа не е политичко обвинителство. Тогаш сметам дека тоа е политичко обвинителство. Реков дека тоа не е политичко обвинителство. Реков дека со политички договор е формирано ново, друго паралелно обвинителство, паралелно. Не е тоа паралелно обвинителство, тоа е посебно обвинителство формирано со политички договор. И тоа е политичко обвинителство. Сега дали е или не е политичко обвинителство? Дилема која што веројатно ќе остане, еве јас не разбирам. И иако има индиции и за едно обвинителство и дека е политичко, има индиции и за тоа дека не е политичко обвинителство, но сепак тоа ќе треба да разгледаме веројатно со вашите размислувања и ставови по однос на денешната тема. Еве да ве прашаме вас, дали вие сметате дека тоа е политичко обвинителство? Односно, кој обвинителство сметате дека е политичко? Дали она што е јавното обвинителство или парајавното обвинителство? Бидејќи ако имате нешто што е нелегално според законите и според уставот и при тоа е отворено паралелно, без разлика дали е политички договор, тогаш би го нарекле параобвинителство. Во секој случај, вашите коментари. Добар ден! Добар ден и среќен ден ви посакувам на сите гледачи на 24 телевизија и вас во Благодарам. студиото. Поздрав до вас. Вака, моето размислување дека специјалната јавна обвинителка Катица Јовановска не е политички избрана, бидејќи во консензус избрана од сите 4 партии и како што слушнавме била на двете листи предложена, ставена на листите и на ВМРО-ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз, што значи дека паѓаат во вода изјавите на Зврлевски кој цело време сака да обструира Катица Јанева, бидејќи знаеме што е причината, плашењето од бомбите, се плашат бидејќи доколку пред изборите им падне првото обвинение, значи народот ќе дознае дека тоа сето е вистина, а според мене е вистина што се зборува во бомбите и катастрофално ќе ги изгубат ВМРО-ДПМН. Добро, тоа не е тема на разговор. Ви благодарам. Да, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Здраво, Огнен. Здраво, повелете. Од Прилеп село Лаки Мартанов. Поздрав до вас, повелете. Само намалете го тонот на телевизорот за да не видоцни гласот и да може да комуницираме непречено. Момент, плиз. Ајде. Плиз, момент. Вака сега. Ајде. Јас се јавив во... Ве слушам, зборувајте. Да. Се го намалив. Слушајте се вака. Јас се јавив во една друга емисија на Канал 5 се јавив и му кажа вака. Нека ја остава јавна специјалната обвинителка. Нека си го тргна газ од политичарите и новинарите. Нека остава јавната обвинителка да ја свира работата како што треба.
Таа е поставена од сите партии, како што кажа претходната господја, а и со тоа е сложена и Европската седница и Америка. Тука стои Америка. Сите овие злодела што се направили во Македонија треба да се откријат. Треба да се откријат. Јас сум не сум политичка личност, али сум долгогодишен политички самостоен аналитичар. Не сум јас како онај центарот што стојава. Тој не е тема на разговор во денешното издание. Ви благодарам за јавувањето и поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Хало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па, да продолжиме како што застанаме вчера. Значи, господинот Зврлевски очигледно е во тешко бунило, успаничене и веќе едноставно не знае што кажал и што кажува и што ќе каже. Што значи како фатила некоја паника. Ја следев вчерашната емисија на Телмат и се наметне многу големо прашање поради тоа што во текот на денешниот ден го отвори и Уставот и Законот за јавно обвинителство. Добро. Уставот не предвидува колку обвинителства и какви обвинителства ќе имаме. Законот за јавни обвинители вика дека обвинителство се формира и се распушта со закон. Добро. Што значи, господјата Јанева, пред да биде избрана, закон беше донесен во собранието. Таа не падна од Марс. Некој тој закон го изгласа во собранието. Према тоа не ја гледам од тука политичката заднина што ја лепи тикета. Ако е така, тогаш он треба самиот да си одговори. Зошто одредени предмети од интерес што се за државата ги сокри во фиока, а другите ги сфорсира. Ја ќе направам споредба. Не се мешам во тоа како кој го работил досието за Фуджи за вршење притисок пред јавни личности. Меѓутоа, зашто во истиот период господинот Зврлевски се уште не може да каже на јавноста кој ги пусти во јавност мерките, што е спротивно на закон. Ете каде се гледа политичката конотација, кој обвинителство е политичко, а кој не е. Нешто се исплашени, посебно и ова денеска што гледаме со судењето, каде што адвокатот на Бошковски кажа дека има еден час снимени материјали како е договарана пресуда за Ровер, каде што е влезена исто и така оваквото за кампањата формирање, бидејќи не можете вие некого да го судите за нелегално финансирање кампања, а во исто време друг имате што има голема тупка и да не се прашате чекаме тој со кој пари ќе ја затвори таа кампања и да нема кривично дело. Што значи, господинот Зврлевски би требало доблесно и пошто се најде во многу голема ситуација, не ќе може психолошки да ја издржи, да си даде оставка. Она вчера што го имаше, што го кажуваше, не му личи. Како јавен обвинител во Републиката не му личи, се изгуби човекот. Посебно што, ако се толку јаки обвинителите да поднесат иницијатива до Уставен суд, зашто дозволуваат некој адвокат од провинција, од натрешност, да ги претрка? Ако толку се сигурни во тоа дека тоа што го прават. Меѓутоа мислам дека ете се гледа каде е политичката. Они касно многу се пробудија. Требаше порано да се разбудат, меѓутоа касно им е сега све толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова што е катица не е политичко обвинителство. Тоа е вистинско обвинителство. Тоа е обвинителство кое ќе разбуди Македонија, кое ќе разбежи напред и кај што ќе се дотера моци условите во Идрижево и во Шутка. Затоа што криминалот кој што е направен во Македонија, мислам не само за ова што го има правено Груевски и фамилијата. И малце назад предпоставувам дека ќе се најдат некои снимки, што многумина ќе си појдат таму кај што треба да појдат. Господине Огнен, ја милион пати во мојот живот сум повторил. Ако јас на некого му украдам 500 денари во автобус или на пазар, мене полицијата ќе ме притвори и ќе ме затвори. Ако некој украл 25 милиони евра во една сделка или ако неговата тарифа е 5%, тој само 5% пензии 5%, се му е 5%, тој мора да заврши таму кај што му е местото. Воодушевен сум од Чомовски, вчера го гледав, и имам еден предлог и до вас и до Телма. Нон-стоп на тајронот на вашата телевизија да се постави и на телевизијата Телма
се повикува премиерот на Република Македонија да учествува во емисијата Актуелно или Вин Кајваш или во телма на топ тема. Да го видиме премиерот како ќе дртка кога ќе му поставува прашања Сомовски или било кој од Кајваш, било кој, и да видиме колку е тој способен премиер со оние лаги негови, со оние криминал што го има направено. Биди поздравен и се најубаво. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало. Да, повелете. Добар ден. Да. Ева вака сега, денеска е тема изјавата на Зврлевски. Тоа е политичко обвинителство или пак не е, што мислиме ние, или е. Сега јас не би ја коментирал толку изјава на јавниот обвинител, пошто и тој е избран, и тоа јавно обвинителство, и на крајот на краиштата, и секој закон што го тишти овој народ, и за кој што треба да се прави ред, или привилегија, или добит, или било што, се носи од политичките партии, односно представници, кои што се избрани, па оди тоа во парламентот, и во парламентот се гласат. Према тоа, значи, и тоа обвинителство сега тој кај што е, тој требаше да знае дека ова сега специјално обвинителство, што вика специјален обвинител, тоа произведе само поради тоа што толку, кога беше тоа од јануар, февруар, таму месец кој излегува овие проблеми со вистината за Македонија, прислушуваните кои го вршел тоа прислушување легално, нелегално, ти рекол ми рече тие работи, значи поради непревземање ништо, не ажурирање на ниеден предмет, а на сите нас 2 милиони луѓе во Македонија ни е јасно што све се кажуваше во тоа, значи луѓето не мрнаа со прст, да кажем, и поради тоа се вмеша сега и Европската Унија, заинтересирана е нормално да нема овдека немири, да има правна држава, да има ред во ова држава, да се почне малку да се размислува на подобро, да луѓето да не ни бегаат млади надвор што се школуваат сите со факултете. Од кај мине вчера јас не може да добијам никако. Од мојава фамилија се само 4 заминати сега последниве 3 месеци. Така, добро, да не ја прошируваме темата дополнително, задржете се на ова. Значи, јас викам вака, да си ја остават ова специјално министерство, да си работи до крај и да си ја заврши работата. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Николче Петрески од Кичево, поздрав. Поздрав до вас, Николче, повелете. Благодарам. Во однос на темата, значи, македонска јавност, целата, дали е власт и опозиција, знае кој е обвинителство и е политичко. Значи, политичко беше она која на чело со господинот Зврлевски цело време, значи, за поднесени кривични пријави, за криминал кој е направен во нашата држава, никој не презема мерки, никого не го обвинува. Значи, тука е тоа партиското политичко влијание кое до ден денес беше. И на основу тоа Европа, кога разбра све што се дешава, како што ние знаеме македонскиот народ во нашата држава, значи беше подпомогната од страна на Европската заедница судството да се избере специјален јавен обвинител кој не е политички. Значи не е политички и затоа мора да биде избран како што беше во собранието од сите 4 партии и да ги остават луѓето да работат честно, коректно, да ја објават целата вистина која се дешава во Македонија. Значи не е политичко, него специјално јавно обвинителство. А кај нас, за жал, нашето обвинителство не функционира. Значи морам да надобрзам уште едно дека сличен случај има како надвор нашата држава, сега мислам во Молдавија беше, значи одма одговорноста си земаше јавното обвинителство. А кај нас молчи. Значи сепак ќе излезе на чистина. Поздрав од страна на јавната обвинителка, ќе излезе на чистина. Поздрав уште ето од Петерски, Николче. Ви благодарам што ме слушате. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Од Штипка Враковенци. Поздрав до вас, повелете. Ајде фактите, бре, луѓе. Законот за специјален обвинител е привремена политичка творба, која ќе трае до 4 години.
може да трае и 6 месеци. Ако ова обвинителка и дадовме шанса, покаже стручност и експедитивност. Бидејќи се е јасно, бомбите на Заев се јасни и пучот е јасен. Ако се дозволеше на нашето обвинителство, бирано со закон, заштитено со устав, на овој Звртевски, не му се одземеше предвето, тако му се дозволеше да почне судењето. Прво на Заев, ќе се спасеше Македонија и јасни беа фактите за Заев. Се наметна, се знае, политичка криза. Политичката криза продуцираше сите овие работи што ќе страда граѓанинот, ќе страда Македонија, ќе се делиме, ќе се чепкаме вака во овие емисии. Што не е јасно? Толку е јасно дека ова е времена мерка за 3 месеца, може за 3 години, а после 4 години престанува работата или побрзо да се заврши работа со 50% од 120, 60 души може да се заврши и буџетот да биде 50% од оној што господјата го траже. Тоа ги налага. Оваа криза економска не може мегаломански барања да се наметнат, а со тоа се наметнува величината. Тоа е амерички стил на владење со светот. Дајте огромни услови со огромни 120 нови луѓе, паралелна власт, дајте огромен буџет од грбот на граѓанинот и ние ќе правиме правда. Така правда не се прави, луѓе. Добро. Треба да ја согледаме реалноста. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето. Пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Дали е ова политичко или реално специјално обвинителство? Во Македонија постои устав, кој уставот ги брани сите права на Република Македонија и се за Македонија. Во уставот не пишува едно обвинителство, друго обвинителство. Немам ништо против Јанева. Не сум немам поголем стручњак, таа е сигурно голем стручњак. И таа нека застане, али не со ултиматуми. Затоа се исплегува овие сите моменти со ултиматум, не 7, само 14, ако не, јас се откажувам. Дали со тоа сака да каже дека не може да ја заврши во тоа. Тоа е едно. Друго, дали таа јавна обвинителка сега и овие претходни веќе се јавуваат, дали бомбата од Израел сега што дојде, што донесе Заев, таа бомба ќе ја преиспитуваат, што ги наруши меѓународните односи со Израел. И тоа е многу важно сега. Тоа е поголема бомба од сите овие бомби до сега што се направија. И затоа треба да мислиме што збориме. Утре ќе стане премиер Заев и во секоја држава така ако појде да не представуваат, што ќе стане тоа Македонија? Што ќе стане тоа Македонија? И дојде овде ни узи шамар овој амбасадорот на Кина да ни кажуваат што е било разговарано, што не е било разговарано, а Заев кажуваше друго. Сигурно и другите бомби исто вака текле како и ова бомба од Израел. Фала што ме слушате, ајде пријатно. Ви благодарам за јавувањето, ајде пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Прво голем поздрав. Благодарам. За телевизија. Благодарам. Јас трет пат се јавувам, ги бројам. Мило ми е. Колку пати се јавувам, ете така. Повелете. Веќе спровоцирана. Дали е политичко или не е политичко? Јас само едно прашање ќе поставам на цел македонски народ. Добро. Дали е политичко мојот случај за овие 9 години од кога владеева многу убава демократска власт, што сум со 6 операција сматичар шекераш, што немам да јадам, немам сметките да ги платам, седам во темница. И дали е тоа политичко или не е? Одговор ќе дадам одма дека тоа е политичко, што значи дека господинот Зврглевски, а исто и јас, и останатите во владата, да отидеме на една
на една психијатарско советување, бидејќи работела ни е, ама буквално забегана, почнувам прво од мене. Што значи, со една реченица кажана, воја власт треба да замине и да го остави народот да живее онака како што доликува, како што сме живееле пред 10 години. Не сум голем филозоф како господата од Штип и било каде, не сакам да именувам, меѓутоа многу ми е жал, Зврлевски треба да отиде во некоја институција за преваспитување. Да ми бидеш поздравен и убав ден. Благодарам и за вас, убав ден исто така. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали е политичко или не е политичко? Јас не се слогувам овден со ниеден од, така би рекол баш со ниеден. Зашто ќе речам? Уште пред многу десетици години филозофија, на предметот филозофија, учевме, професорот ни предаваше што е тоа ова политика, појмот политика. И меѓу другото, ние нагаѓавме како ученици, ова е она, на крајот ме рече и овчарот води политика. Кај ќе ги напаси овците и зашто ќе ги напаси на тој ред, какво млеко ќе му даде, вакво или онакво млеко ќе му даде, повеќе или помалку. Значи нема ништо без политика. Све е политика. И изборот на парламентот, и изборот на председателот, изборот на сите чинители во државата и обвинителство и така, и тоа е политика. И од политички партии. Према тоа, значи, политички и досегашниот состав на обвинителството, а и овој сега што се создава. Зошто? И она што било порано, зашто преку политиката, односно начинот на бидењето на тој парламент, било да се одредени состојби во државата вода како треба, према законот, према уставот и така натака. Доколку значи не се води како што треба, ако се ескивира лево-десно, тогаш има друг начин да се води политика, тоа да се спречи. Државата да се донеси на колосек, работите да тргнат како треба. Заради тоа што сите тие чинители во политиката се заради народот, а не народот заради нив. Во ова дадено случај све ни беше замерено, тоа е јасно. И во отсуството, и во обвинителството, и на сите чинители, на другите чинители во реков. Према тоа, значи, ова специјално обвинителство е формирано, пак тоа е политика, али за да ги поправи работите, да ги донаси работите во колосек. Према тоа сметам дека и тоа е политика која што е, значи, со одредена цел. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, према мене, специјално јавно обвинителство кое е формирано сега не е политичко. Кога велам не е политичко, кратко ќе го образложам. Не е политичко, бидејќи и ова е народно обвинителство. Но она обвинителство званично кое го имаме на чело со Зврлевски, бидејќи не сакаше да си ја врши работата за која прима плата, и сега, и оној кога беше и оној другиот Шврговски, не знам више како да ги наречам, не си ја врше работата, беа политички обоени. И Европа и меѓународна заедница видоа дека со нив не може да се стави крај на криминалот кој го прават политичарите. Затоа е ова обвинителство формирано за да ги стави таму каде што треба политичарите, бидејќи тие се заборавија. Тие заборавија што значи гладен народ, удрија по него, секој неистомисленик во ќорка, сега ќе треба да се направи обрнато. Ова обвинителство ќе си го каже своето и мислам дека нема да биде џабе формирано. Исто така, што некои велат, он изберено е за 4 години. Со можност за реизбор, господине, што го рече тоа, да го знаеш, ако не си го чул, да го чуеш од мене. Така да не е она изберена само за Груевски. Може би тука ќе влезат
имаме разни случаи. Тука е и Ровер, тука е Заев, тука се Бучковски и компанија. Така да немој само да ја бранат една страна, а Зврлевски, синоќка, како се окрабли да отиде на Телма, свака част на Телма и на Чомовски. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Вака се, моје мислење, Огнен, поздрав првин до сите и до... Благодарам, поздрав и до вас. Во студио. Моје мислење треба да ја остат госпожа Јанева, ова Катица Јанева да работи онака како што веќе слушаме од меѓународниот фактор, дека треба да се изберат и останатите членови. Какви такви се, ја еднаш реков дека сигурно биле под притисак на владата, затоа и може би ги чувале документите у фиока, ама сега мислам дека ќе ги извадат од фиока и би требало да ја остат да работи, и јас сум за незе, али честно, поштено, доколку и она мисли така, и доколку и меѓународната заедница мисли така. Меѓутоа, ќе ми дозволи, значи ова кажал што кажал, ќе ми дозволи само една реченица. Деноеве, по слободен сум и слушам парламент. Изненаден сум од моите симпатизери од политичките партии албанци, како да тече мед и млеко кај албанците, ни еден, ни аманман, ни против аманман, ни за аманман. Воопшто, значи, мислам дека тие се замислува дека стварно кај албанците тече мед и млеко и воопшто да не се јавуват бар нешто да реплицират или да кажат позитивно или негативно. Добро, може ли да се свртиме на темата? Па темата кажав. Добро. Јас сум за тоа да ја оставиме да стварно почне и што побрзо да ги изводи сите видели на работите. Тогаш ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Па, Зврлевски е слика и прилика на неговиот наредбодавач, на Груевски. Маш рекол, маш одрекол. Еднаш кажа дека е политичко, па друг пат кажа дека не е политичко. Груевски еднаш кажа дека е вистина, бомбите се вистина, па друг пат сега ја сврти на политика, па рече, еј, чекај пополека, сега треба да видиме како се стигнало до тие податоци едно друго. Сака да ги искомплицира работите и да се извлечи од таа работа. Зврде нормално сака да му поможи како негов пулен. И сега, ете го Зврлевски, и сноши на Телма го видовме, човекот е изгубен во свемирот, не се знае кај тера. Мислам, по моје, од почеток бев пати ставовите ги како да ми беа сомнителни, меѓутоа дефинитивно Јанева докажа дека не сака да бриси политика, сака работата да ја истера до крај и сака правилно да пресуди кој е, шо е, како е, кој е крив, шо е крив, кој е тој што треба да одговара за цела ова работа, за цела ова кражба. Добро. Се работи за кражба, не се работи за ништо друго. Добро. Не знам што би рекол повеќе. Доволно. Ви благодарам за јавувањето, убав ден за вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Морам да кажам дека една правилна српска пословица, шта е јужнije, тоа е тужнije. Значи, македонците не може да свати дека ние сме дел од Европа, дека ние сакаме да влеземе во тоа големо семејство и дека европјаните не се мешаат кај нас. Него они се дома, кога ние што сме во Европа, така и они се дома. И они гледаат дека некој нешто се прави, како да кажам, дали наивен, дали будала, и они ја презимаат работата у своји раци. Да и дозволиме на господјата Јанева, нека да издавачи, ја ако сум чист, нека направат 3 обвинителства. Нема мака. 15, 30 обвинители нека дојдат. Нема мака. Они украдува 50-100 милиона на провизија, 2 милиона евра за јавниот обвинител, што ја верувам дека најмалку 70-80% у Македонија сакаат да чуат, да слушнат вистината.
и ќе дале 2 милиона, нека има референдум, си да ќе согласат, нека дадат 2 милиона, само нека испадне вистината, да знаеме која е вистината. Значи, он, ќе цитирам еден ваш колега, последниот будала или последниот мохиканец, мислам, не му го знам името како беше, така го разликам. Тој или е стварно будала, или нас не прави сте будали. Он година дена имаше за предметите, не мрдна со прстот, мрднал, кажу. Так, добро. Што си мрднал, бе? Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, да не забегуваме веќе на крајот со изрази кои што се недолични за каква и да е личност и која и да е личност. Во секој случај на крајот на криштата сите сме граѓани на оваа држава. И токму поради тоа, веројатно и интересот за случувањата, особено околу специјалното јавно обвинителство, се од огромно значење кај народот кој сака да коментира. А тоа дали е политичко или пак не е, останува да исцрпиме од изјавите каде што беше кажано дека е политичко, односно не беше така кажано. Не разбирам. Пријатно.